Здраво, јас сум адвокат Весна Тренковска и денес ќе зборуваме за побивање на должникови правни действија. Секој доверител, чие што побарување е стасано за наплата од должникот, има право да поведе одредени правни механизми се со цел да го заштити своето побарување во случај кога истото не може да го наплати од должникот. За да доверителот поднесе барање, односно тужба за побивање должникови правни действија, најпрво неговото побарување треба да е стасано за наплата, што значи дека тоа треба да биде утврдено со судска одлука, како усвоено тужбено барање за одредено парично или непарично побарување, или со некој договор да има извршна клаузула со која што тоа побарување е стасано за наплата. Пред поведување на ваква постапка, значи за заштита на побарувањето на доверителот, истиот треба да го стори веројатно дека должникот на вистина со одредени превземени действија го спречил наплата на побарувањето на доверителот и тоа доколку должникот е инсолвентен, односно не може да се наплати и доколку нема друг имот од кој што би можело да се наплати побарувањето на доверителот. Во секој случај и висината и видот на побарувањето е многу битен при поведување на ваков тип на судски постапки. Пред поднесување на тужба, доверителот треба да се обрати со писмена опомена пред тужбата должникот со барање во рок од 90 дена најдоцна да му го исплати побарувањето кое што е стасано за наплата, а доколку должникот не го исплати во овој предвиден рок или се стори веројатно дека нема намера или нема можност да го исплати, во тој случај доверителот може да покрене постапка со која што ќе ги побие должниковите правни действија кои што должникот ги превземал со трето лице се со цел да не може да го наплати доверителот своето побарување. Такви действија може да бидат товарни располагања и бесплатни располагања, односно нетоварни располагања. Товарни се кога тој со договор за купо-продажба, например, товарно го располагал, за таа сметка земал одреден паричен надоместок, а бесплатни располагања се кога истите се располагаат со договор за дар, односно без никаков надоместок. Се смета дека доколку се тие бесплатни располагања кон роднина, брачен другар, дете и така натаму, кои што ниту се наплаќа данок, ниту пак се плаќа, значи за направениот дар и за направеното располагање, се смета дека третото лице било запознаено дека должникот има намера да избегне некоја своја обврска и од тие причини го располага својот имот. Во ваков тип на постапки тужбата се насочува кон третото лице, односно кон оној кој што е располагано побарувањето, односно имотот на должникот, и тоа во висината на вредноста на побарувањето кое што го има доверителот, како главно барање, односно она кој што е непарично или парично побарување со трошоци во постапка. И постапката, односно тужбата се упатува на начин што се побиваат должниковите действија само во висина на она кој што е предмет на наплата. Останатиот дел од побарувањето кое што е располагано си останува непроменето, односно си останува во сила. Овој правен механизам се употребува се со цел да се наплати, односно да не се осуети побарувањето на доверителот, истиот може да го наплати и се поднесува во рок од 3 години најдоцна од кога е направено располагањето од страна на должникот. Сега, располагањето не мора да биде со превземање на одредено действие, но може да биде и со пропуштање на одредено действие, како например да се откаже од некое наследство кое што му следува како наследник од прв наследен ред или втор наследен ред, се со цел да го избегне наплатата на побарувањето на доверителот. След тоа се смета дека се должникови обврски кои што истиот свесно или намерно ќе одбегнува да ги превземе со цел да го невозможи наплатувањето на доверителот. Но ќе потенцирам уште еднаш, за да може доверителот да поведе ваква постапка, неговото побарување треба да биде стасано за наплата. Тоа значи дека треба да биде правосудно утврдено со судска одлука или со извршна клаузула со договор. Доколку има само првостепена пресуда во која што тоа побарување настанало, но не е стасано за наплата, односно е во постапка за жалба и така натаму, лично сметам дека не може доверителот да заштити вакво побарување, бидејќи е неизвесен исходот на судскиот спор кој што во моментот е по жалба, односно неговото побарување може и воопшто никогаш да не настане, односно да не стаса за наплата. Се надевам дека ова видео ви помогна, односно би ви помогнало во иднина, доколку се најдете во некоја ваква слична ситуација, се со цел да можете да го наплатите, односно да го избегнете оно што должникот пробува да го направи, односно да го осуети вашето побарување, секако и доколку сте од страната на должникот, да ги имате правните аргументи кои што можете да ги употребите доколку против вас се поведе ваква судска постапка. Ви благодарам за вниманието и пријатно.